Здраво, драги гледачи, голем поздрав од мене и од малите супер звездички, со кои денеска ќе ве одведеме во една нова и многу интересна авантура. Јас ви мафтаат и тие, и ви праќаме безброј бакнежи во едно многу интересно и специјално место. Каде се наоѓаме денеска, дечки? Дали знаете која е оваа болница? Филип. Така, ова е специјалната болница која што се вика Филип II. А дали знаете кој е Филип II? Таткото на Александар III Македонски. Така, таткото на Александар Македонски се вика Филип II и тој е на многу значајна личност во македонската историја. А денеска специјалната болница Филип II е исто така многу значаен сегмент во развојот на приватниот здравствен сектор во Република Македонија. Овде ќе бидеме специјални гости денеска, па дури ќе имаме можност да се дружиме со сите доктори, со дел од персоналот, а на крај ќе се видиме и со фантастичниот еден и единствен доктор Жан Митрев. Дали, дечки, сте подготвени да направиме џумбус денеска? Да! Ајде, одиме 3, 4, А вие, драги гледачи, повелете заедно со нас да ви ги откриеме тајните на специјалната болница Филип II. Полетуваме! А тргнуваме. Ајде! Како што кажавме во најавата денеска, супер звездите се специјални и ексклузивни гости во болницата Филип II. И тука е мојот денешен прв домаќин, а тоа е доктор Снежа. Здраво, доктор Снежи, добродојавте во Супер звезда. Како сте? Ви благодарам, добро. Ние кажавме уште на почетокот дека во вашата болница до ден денеска дечиња нема дојдено во групна посета и сакам да напоменам дека ова е ексклузивна можност прв пат за најмладите гледачи вашата болница да ни ги открие своите тајни, така ли? Така, инаку до сега кај вас имало можност да доаѓаат доктори, да доаѓаат возрастни, да доаѓаат специјализанти. Многу ли посетители доаѓаат кај вас? Доаѓаат и студенти. Доаѓаат студенти и нон-стоп овде кај вас врви од гужва. Пациенти, луѓе, доктори, студенти. Се работели многу во Филип II? Така се работи, да. Кажете ми за почеток, нашите гледачи ги интересира, каква болница е Филип II? Специјална болница. Дефинитивно специјална. Со сите оделенија. Кои се оделенија ги има овде? Може да почнеме со ред. Почнуваме од микробиолошката лабораторија, каде што ги проучуваме бактериите. Ајде, поверете. Одиме да видиме тамо, а потоа ќе ги видиме и другите оделенија. Драги гледачи, доаѓајте по нас. Еве сме на лице местото каде што ги измиеме нашите рачиња. Доктор Снежа, сите ли доктори мора да ги мијат рацете? Сите доктори и сите дечиња. Тоа се прави на некој специјален начин? Да, на специјален. Ќе ни го демонстрирате ли како, па потоа да повториме ние и ние сите да ги измиеме рачињата заедно со вас? Ајде да видиме, драги гледачи, одиме да научиме како докторите ги мијат рацете. Еве одиме еден по еден. Сега доктор Снежа ќе ни покаже и ќе ни демонстрира, од каде и со што прво почнува процедурата на миење на рачиња. Еве, каде има најмногу нечистотија дечиња на рачињата, знаете ли? Имате на дланките, браво, понатаму, на палците, на врвовите на прстите и меѓу прстите. Затоа, кога миеме рачиња, еве, земаме, 3 пати, со некој неутрален дел на раката, можете со лактот или со некој друг дел, каде што не е толку нечиста. Понатаму. Гледате како се триат рачињата, полека, инаку ова средството во кое што има сапун не се допира со рацете за да не се пренесат бактериите на него. Што рековме дека е најнечист. Така, дечиња, па ги миеме врвовите на прстите, гледате? Па ги миеме меѓу и од горна и од долна страна. Па ги миеме палците. Уште еднаш, па ги плакнеме. Не ја затвараме чешмата. Земаме хартија. Ја впиваме нежно течноста. Со истата хартија ја затвораме чешмата за повторно да не се извалкаме и ја фрламе во кантата за отпадоци, а потоа ги дезинфицираме. Специјално средство за дезинфекција. Ова е мешавина на алкохоли и 30 секунди ги триеме на ист начин како што ги миевме. Потоа си ги плакнеме со вода или не? Не.
Значи ова е финалната фаза И каде сега што ги веќе, да, и веќе немаме бактерии на рачињата. Значи рачињата се апсолутно чисти, така? Сега да си можеме да јадеме. Сега може и да влеземе во болница, како што е редот, нели? Да. Со чисти раце. Ајде, одиме сите да ги миеме рачињата. Повелете дечи. Сега се наоѓаме во микробиолошката лабораторија. Доктор Снежана е до мене и кажете ми, докторка, што правите овде? Овде ги проучуваме бактериите. Еве, на пример, тука сме посадиле едно носе од едно детенце. И еве, гледате ли што имате во носињата? Забележувате? Може да видиме на нашите носиња. Да. Значи, овде невидливото станува видливо. И овдека, значи, вие гледате која болест со кои препарати, апчиња или антибиотици треба да се истретира. Така, да, кое лекче треба да пиеме, кое сирупче. Така е супер. Од овде каде ќе се упатиме? Ќе се упатиме во трансфузиолошката лабораторија. Знаете ли што е тоа? Знаат сигурно. Да, некои од нив знаат, некои не знаат. Да, тоа е лабораторија каде што се чува крв, каде што се испитува крв и каде што на крв која што е донирана се чува и спасува животи. Одиме да видиме, значи, како изгледа ово деле. Никој го најавме. Тргнуваме. 3, 4. Снежана, вистинското место ли сме дојдени сега? Да, ова е трансфузиолошката лабораторија, а тука ни е доктор Елена за да ни каже нешто. Ајде да видам, доктор Елена, здраво живо и добро дојдовте во Супер Звезда. Како сте? Што работите ви овде во оделението за трансфузиологија? Значи, во оделението за трансфузиологија се зема крв од крводарителите. Таа крв треба да се исконтролира и потоа да се припреми да се даде на пациентите на кои што им треба. Во овие фрижидери овдека позадили се чуваат тие кеси со крв. Да, тука се. Инаку, од секој крводарител крвта се испитува, се проверува, се одредува група, се гледа дали е здрав. Да, секој крводарител прво се прегледува дали е здрав, а потоа и неговата крв се проверува дали е добра за да ја прими пациентот. Зошто, значи, крводарителите се вика за нив дека спасуваат живот? Што, значи, понатаму се прави со крвта која што вие добивате? Значи, понатаму крвта ја делиме на неколку дела, значи една крв од еден човек може да спаси неколку животи. Се делат црвените крвни клетки, се дели плазмата, се делат тромбоцитите
и се дава на пациентот токму тоа што му треба. Значи, ако му требаат еритроцити, му даваме еритроцити, ако треба плазма, ако пациентот крвари, даваме плазма и тромбоцити. Тоа све се состојки кои не може да се произведат по вештачки пат, затоа мора човекот да биде тој кој што ќе ги дарува. Не, се уште, значи, крвта е од хумано потекло, значи не може вештачки да се произведе. Ќе бидеме ли добри хумани кога ќе порастеме дечиња? Да! Ќе бидеме ли крводарители? Ние со Суперзвезда веќе сме биле гости во Државниот завод за трансфузиологија и тамо разговаравме, се видовме и со крводарителите и дојдовме до таков заклучок и еве сега јас блиц тестим направив на Суперзвездите, се уште ги држи тоа исто и позитивно мислење. Јас верувам дека ако не сите, повеќето од нив кога ќе пораснат ќе бидат крводарители. Така да ви благодарам што не примивте овдека. Ние би сакале многу подолго, но немаме толку многу време да може да останеме и да проборичкаме ни сите овие проветени, сите овие фрижидери што се има. Интересни работи тука. Кога ќе имате време, дојдете повторно. Ќе дојдеме пак. Фала ви многу што не примивте, а сега со доктор Снеже се упетуваме каде, докторки? Биохемиската лабораторија. Ајде да видиме што е тоа чудо, каква е таа биохемиска лабораторија. По мене. Ова ли е тоа место, доктор Снеже? Да, ова е биохемиската лабораторија, а ова е Александра, раководителот на оваа лабораторија. Ајде да се запознаеме. Александра, здраво, јас сум Дарко од Суперзвезда. Како сте, добри? Добро, супер, одлично, со вакви гости, секогаш драги, пријатно. Каде се наоѓаме сега? Што е ова место? Што правите тука? Ова е биохемиската лабораторија. Тука ја испитуваме крвта на пациентите. Значи, им взимаме малку крв на нашите пациенти, дали од прстот или од вената, и на овие апарати ги правиме сите испитувања на крвта. Ова не се апарати, ова се компјутери, ако што можам да видам, нашите гледачи може да видат многу компјутери овдека, значи да видат чуда на современата технологија. Што се испитувања се прават на овие ваши компјутери? Прават сите испитувања, видниот статус, шеќерот, сите тумор маркери, инфективните маркери за некои инфекции, се работи хемоглобинот, леукоцитите. Буквално се работи некаде над околу 1000 анализи на крвта, со многу малку крв, значи сосема малку крв взимаме. Може многу резултати да се добијат, нели? Резултати за само 15 минути. Неверојатна работа, браво. Субаво ли е да се работи во една ваква лабораторија? Интересно, да, многу интересно. Има постојано нови анализи, постојано нови машини, се е автоматизирано. Дали некој е доброволец овде да го почнеме сега, да? Некој годиме по вакви места, имаме стално доброволци. Прво на почетокот еден, двајца, тројца, па после сите сакаат на крај. Ајде, кој сака да крене рака брзо, два прста, да идеме да го почнеме во прстето. Во ред, добро, подгответе се вие, додека се боцкате, ние ќе кажеме уште некои работи со доктор Снежа. Кажавме дека има многу други оделенија. Што се може да се најде овде во вашата болница Филип Втори? Да, почнуваме значи од амбулантите. Прегледи на срце, крвни садови, зглобови, коски, мускули, стомак и понатаму имаме каде што лежат пациенти. А потоа има значи оделение каде што лежат пациентите, така ние ќе ги оставиме, бидејќи не треба да им пречиме и им треба апсолутен мир. Ние денеска таму нема да отидеме, но ќе ги видиме сите оние други оделенија каде што се вршат хируршки интервенции. Ќе имаме шанса да поразговараме со некој од вашите доктори. Да, моментално доктор Жан Митрев оперира, ќе имате прилика да го видите по завршување на операцијата. Јас ви благодарам, фала многу. Па тогаш, драги гледачи, ајде со мене да се упатиме значи на лице место и да видиме какви се тајни крие специјалната болница Филип Втори. Одиме. Како што кажа во најавата, денеска Суперзвездите се ексклузивни гости во специјалната болница по хируршки заболувања Филип Втори. И драги гледачи, веднаш каде мене се наоѓа легендарниот доктор Жан Митрев. Докторе, здраво, живо и добро дојдовте во Суперзвезда. Како сте? Добро. Најчесто овдека работите со возрастни пациенти. Сте имале ли групи на дечиња да дојдат и да ја посетат вашата болница? Да, како не, и ние работиме и со деца, значи работиме и така многу комплицирани работи кај деца кои имат некои проблеми со срцето и имаме уведено и први сме во овој регион кај што правиме кај децата затварање на некои такви аномалии без класична операција, него со специјални така помагала, така да децата практично еден ден се во болница и ја избегнуваат она класична операција со сите тие работи.
Какви пациенти се вечината? Па супер се, ние сега во март имаме цела група пак на пациенти, скоро ваква група, само малку болни пациенти, каде што ги планираме за тие операции, да ги кажам. И се така, многу се мирни, ние и правиме така и некои анимации малку, па добиват оброци од Макдоналдс, па играчки некои и така. Така да не се осеќат како да се класично во болница и можеби на тој начин и ја избегнуваме таа нервоза, плачки и тие работи кај нив. Мајките се со нив, нормално, и на тој начин така. Това топло како и дома, нели? И да, а и од друга страна има една така медицински трик. Добиват они едно лекче и така малку заспиваат, не многу, малку. И утрето ден кога се разбудат, воопшто не се сеќаваат на ништо што се случило. Комплетно тие лоши спомени од лошите доктори, нели, ги нема и практично не се сеќаваат дека се биле во болница. Браво, какви третмани, значи има овде као Филип II. Кажете ми за сите оние кои што не гледаат во моментот, каква болница е Филип II? Во почетокот јас, значи кога вие отворивте, беше болница за кардиоваскуларни заболувања, но денеска специјалната болница Филип II има повеќе оделенија. Какви све оделенија имате тука? Има повеќе оделенија, од хируршките оделенија, значи има кардиохирургија, васкуларна хирургија, торакална хирургија, потоа има ортопедија, има абдоминална хирургија. И тоа се, значи, во овој момент од оперативните гранки, а потоа има трансфузиологија, има микробиологија, има биохемија, значи, така една веќе поголема болница и веќе 210 вработени има во неа, така да е една така покомплексна и сеопфатна. Значи, ние ги имаме овде сите служби кои се неопходни за една болница да функционира. Оваа година вие славите 10 години постоење. Задоволни ли сте за тоа што го направите во овие изминати 10 години? Па види, секогаш може и нешто подобро да се направи, меѓутоа 10 години се голем период на зрење, развој и за сега сум задоволен, меѓутоа јас се надевам дека ќе можам да ги реализирам сите работи кои ги имам во план и така да има време уште за наредните 10 години работа. Не застануваме овде, ќе одиме понатаму. Дечки, дали имате вие прашања за доктор Жан Митров? Да, да видам, да. Ајде да видиме кој ќе постави прв прашање. Еве оваа девојка овде. Дина, кој е твоето прашање за доктор? Здраво, јас сум Дина и сакам да прашам какво дете бил Жан Митров кога бил мал? Така, докторе, какво дете бевте вие? Бевте мирно или немирно дете? Јас, како што викат од мал, сум бил многу немирен и многу сум така правил некои мали детски глупости и така. Како и сите деца проче. Како и сите деца изгледа. Каков ученик бевте на училиште? Ученик бев секогаш добар и секогаш имав петки. Само по математика во гимназија малку тука ми одеше не баш како што треба, ама тоа беше само математика. Каде го поминавте вашето детство, докторе? Па главном у Штип, таму пораснав, главном бев кај баба ми, у Виница, она таму имаше многу интересни работи, па таму јав, конја, магарија и такви работи. Колку убаво, имате прекрасни спомени од вашето детство. Да, тоа е доста одамна, знаеш. Така, но секогаш е убаво кога човек ќе се присети на тие времиња. Апсолутно, да. Одите ли понекогаш во посета и денеска на тие места кај што сте биле дете? Па како не, јас сум континуирано блиску до Штип или во Штип, често одам. Посетувам ги моите родители, не сум ги заборавил и така да видам како се, дали се добри, дали им фале нешто и така. Супер, ајде да одиме со следно прашање. Имаме следно прашање. Е, оваа женска овде, Вики, вели, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Вики и сакам да прашам кога Жане Митров станал доктор? Така, кога решивте да станете докторе? Во гимназија веќе знаев дека нема да студирам некои технички, значи математики и такви работи, него многу ме интересираше биологија, хемија и тоа ми беше така интересно да го читам. И тамо негде веќе трета година бев сигурен дека нема више што да се мислам, јас ќе одам на медицина
И така се запишав кога заврши гимназија. И после студии вамо тамо и така станав доктор. Тешко ли е да се стане доктор? Па не е тешко ако сакаш тоа да го учиш, нели? Ако ти е тоа интересно, тога не е тешко. А ако не ти е интересно и ако мораш, ако те натерат од дома да сега ти мораш тоа да учиш, тога ќе ти биде многу тешко. И затоа вие никој да не слушате да си видите тоа што сакате, нели? Така. Да си терате по ваше. Колку трае школото и низ какви све фази се поминува за да се стане, значи, доктор? Па трае доста долго и значи она што за студии 5-6 години, тоа е неминовно, но и тоа како студии тамо толку научите колку ништо да не знае. Така, тоа се станува општ лекар, а од тамо почнува да вистинскиот доктор да се надградува. После почнува некоја пракса, па после почнува специализации разни, па усовршувања и така натаму и трае доста долго. Каде имавте шанса вие да учите и да се усовршите и да го научите вашиот занает вака до овие граници до кои што сте денеска, значи? Па јас имав шанса да отидам рано, одма после студии во странство и така поминав доста голем период во странство. Најголем дел од годините ги поминав во Германија, па во Швајцарија, повторно во Германија, за да пред 10 години се вратам тука. Така да ми се фати скоро 15 години да бидам во странство. Гледаше ли вашето едуцирање во странство? Може ли тие работи да бидат научени овде во Македонија? Па не може во тоа време, апсолутно, не може ни во тај регион околу наоколу што беше. И ја во Германија го научив она за кое највеќе го сакав. Тоа е сега што го работам, значи операции на срце. И тоа траеше така доста долго. Не може преку ног нешто така комплицирано да се научи. Е така, вие значи научивте, се усовршивте. Дали сега го предавате вашето знаење на помладите? Дали тие денес може да научат од вас? Како не? Еве и они се сега тука, можеби некој од нив ќе го запамти овој ден и можеби ќе стане несвесно, можеби после тоа и ќе сака да биде доктор и да биде и хирург и кардиолог или така нешто. Да, кој што сака да стане кога ќе порасне да видам? Лото, ти што би сакал да стане? Јас сакам исто како мајка ми да станам доктор. Лели, ти како мама доктор, а ти, Злато, што сакаш да бидеш? Фудбалер, А имаме и еден фудбалер, а оваа девојка што сака да биде? фризерка. Лели, фризерка ќе имаме. А ти, Злато, што ќе... Јас фризерка. И ти фризерка. А колку доктори има овде да видиме вака што сакаат да станат доктори? Имаме двајца овде доктори, дури тројца доктори имаме овдека. Ајде да видиме. Еви 4, да, готово, се роди желбата и ке четвртиот. Ете така, јас предлагам да направиме кратка пауза, почитувани гледачи, а веднаш потоа се враќаме повторно овдека во разговор со доктор Жан Митров во специјалната болница за хируршки заболувања Филип II. Правиме пауза. Драги гледачи, се враќаме повторно во разговор со доктор Жан Митрев овде во специјалната болница Филип II. Докторе, значи, кажавме некои работи во врска со вашето детство, кои се така многу интересни. Дознавме како станавте, значи, доктор. Дознавме дека сте задоволен од ова што го направивте во изминатите 10 години. Интересно е тоа што имате дух кој секогаш ве води напред и сакате да правите уште повеќе и уште повеќе. Имате ли некоја неостварена желба? Па има, нормално, има многу работи кои може да се направат и подобро и поубаво. Така јас почнав овде некако на мала врата и така. Со многу борба успеавме да направиме нешто. Ајде сега да видиме дечињата дали имаат прашања за докторот. Да, ајде, повелете. Злато, имаш и ти прашање? Повели, срце мое. Кое е твоето прашање за доктор Жан Митрев? Здраво, јас сум Катарина. Сакам да прашам кај се наоѓаме сега. Браво, Кате, колку убаво прашање. Докторе, каде се наоѓаме? Ова е некоја нова локација, овде не сме биле досега. Да, види, ова се, значи, сите потенцијални доктори од тука се наоѓаме баш на место кај што е многу важно и баш се прават многу работи. Од едната страна е компјутерска томографија, кај што се снима не само срцето, целото тело, значи разни органи, кај што се гледа дали некој орган е болен, дали има некои проблеми тамо и дали треба нешто да му се прави на некој човек. А од оваа страна тука
Тоа е веќе уште по конкретно, значи се снима срцето директно со едни специјални катетери, жици и внатре се пушта така едно средство за да може после на филм да се види какви се тие крвните жили внатре во срцето. И дали се во ред, дали не се во ред или дали треба интервенција. Гледаме дека овде има многу компјутери, сето ова што се работи кога се компјутеризирано? Да, се е компјутеризирано, буквално се, значи целокупната постапка тек на пациентите, од самиот прием, па понатаму комплетната обработка не само овде, него било каде во болницата и комплетниот проток на хартија практично го нема, него го има во компјутерот. На крајот само пациентите добиваат она што ние го даваме како CD, меѓутоа бидејќи не сите имат компјутери дома и не баш сите пациенти знаат со компјутери да работат, добиват и на хартија што е направено, како е направено, какви слики има и што треба да натаму да се прави, ако треба лекови и така натаму. Значи, комплетно тука целиот проток и самото архивирање, зачувувањето на сите тие материјали се компјутерски и во било кој момент ние можеме од архива да повикаме за било кој пациент се што ни треба, ако бил пред не знам колку години кај нас, па пак дошел, значи комплетната историја можеме одма преку компјутер да добиеме нас. Сакам да ве прашам, актуелно е во моментов се рекламира вашиот инфоцентар. Што се информации може да се добијат во вашиот инфоцентар? Па идејата за инфоцентарот е луѓето да побарат второ мислење. Значи тоа е нешто што е неминовно, значи било кој пациент за било што ако му кажат дека треба да се оперира во најмала рака, значи бесплатно да може да праша доктор кој е компетентен да му даде насока, да му го потврди тоа што му го рекле или да му каже па може малку и вака, може и така. Значи за овие 10 години јас дојдов до сознание дека нашите пациенти и текако малку се информирани, не знаат за основни болести, за основни некои работи кои треба да ги знаат или ние мислиме дека треба да ги знаат. Така и нема каде едноставно, немаше некој ваков центар, никој немаше направено пред вас ништо вакво. И така јас го направив тоа, буквално е, значи нон-профит сето тоа, значи бесплатно за луѓето да можат во секое време, бидејќи гледате овде во болницата секогаш има многу акција, многу луѓе, многу болни пациенти и некој која му е за некое прашање, ако треба да доаѓе во болница, ќе рече па сега, друг пат или утре или. Така да ова е така во центарот на градот, во најпрометниот дел и таму секој успат без никакви формалности, без никакви закажувања, без никакви додатни, не знам какви редови на чекање или не знам што. И 100% бесплатно плюс. И 100% бесплатно доаѓа, прашува за нешто, се упатува, тамо може да закаже преглед, може да закаже некое испитување или да се консултира за тие испитувања што веќе ги има. А од друга страна, преку тој инфоцентар ние за сите пациенти континуирано веќе 2 години правиме таква една акција да луѓе кои имат веќе направено некои диагностички процедури на друго место. Меѓутоа имат тегоби, а немат диагноза. Значи не са на чисто што му е. Тие треба само да се пријават тамо и со сите тие до тогаш направени работи, ние потоа ги повикуваме и бесплатно и ги правиме сите додатни испитувања до дефинитивната нивна диагноза. Да се знае има проблем или нема проблем. Така, има или нема. И сето тоа бесплатно, докторе? Сето тоа бесплатно. Браво, значи не сум можел да очекувам дека Филип II има надминато све во држава во поглед на информирањето на пациентите, во поглед на нивното здравје да се стави на прво место. Значи, ајде да видиме сега дали имаме други прашања кои што сакаат супердечките да му ги постават на докторот. Да, еве оваа девојка овдека, повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Сара и сакам да прашам колку операции има докторот до сега. За докторот. Веќе дознаеме. Инаку, драги гледачи, во моментов токму позади нас во живо има една операција која што се одеда тука. Да, и они мака нема, види ги, Мака немаците гледаат, да, ќе ги правиме хирурзи.
Да. Да, и па друго е оно што сме го гледале ние на филмови како изгледало порано, а друго е се тоа овдека со сите овие техники, со компјутери и навистина не изгледа толку страшно. Ги броите ли вашите операции, докторе? Има ли евиденција колку операции имате? Јас имам вкупно, значи повеќе од 10.000 операции сам направено, што е многу, не знам дали знаете да броите. Тоа апсолутно, мислам, една операција во просек колку трае? Најмалку е по 2-3 часа. 3, 4, 5, некојаш и повеќе. Па да, пациентот кога ќе се отвори не може да се остави, нема тука пауза, одам на кафе. Или она што извадено мора да се поправи да се врати натре. Штом влезете во операција, нема излагање додека не се заврши и тоа мора добро да се заврши. Така да секојдневно треба многу работа и многу напор. Покрај вас има ли и други доктори кои оперираат овде? Има, да, како не, има повеќе доктори, вкупно во Филип Втори има повеќе од 40 специјалисти за различни области. Значи има, например, 4 ортопеди, има 2 абдоминални хирурзи, има васкуларен хирург, има кардиохирург, значи има покрај мене уште 2 кои оперираат срце и со така има повеќе доктори кои се во странство на специјализација. Значи за година-две очекувам тие да се вратат, значи ќе биде тимот уште поголем. Благодарам. Ајде да видиме сега следно прашање кој ќе постане. Овој шизи кој драги гледачи, само погледам за колку е убав, а плюс и доктор ќе го правиме. Мате, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Мате Јарљановски, сакам да прашам колку часа Жан Вејтрев работи на ден. Така, кажавме дека оперирате, ама покрај операциите имате и други работни обврски вие во Филип Втори. По колку часа на ден сте овдека? Па цел ден. Така да, од сабајале, обично ми почнува денот. Кога одите вие на школа? Околу 8, да, 7:30, 15 за 8 излегуваме, доктор. Јас сум од 7 веќе во операциона сала и од 7 па натаму, како кога, додека не заврши програмот, нели има визити, има разни други работи, консултации со пациенти, некои други интервенции, помали, поситни, не така големи операции. Значи, негде вечер околу 7-8 си одам дома. Така, знае ли некогаш телефонот и навечер да ви звони? Во 10, во 12, во 2 часот наутро? Знае и навечер, знае и преку неделата, значи сабота, недела, кога е викенд, кога сите одмарат, тогаш има обично хитни случаи. Така да, тоа е таква работа. Значи, кој сака да биде доктор, треба да се спрема и за такви викенди, нели? Така и да го будат ноќе во 2 часот. Да, интересни се сите тие работи. За оние кои што не знаат, вака може да дознаат одблиску и директно во разговор со еден од најдобрите хирурзи каков е животот на еден доктор. Имаме ли уште прашања, да? Имаме? Имаме една овде убава девојка која сака да постави прашање. Злато, кој е твоето прашање за доктор? Здраво, јас сум Лара Иванова и сакам да прашам од кој болест ги лечат луѓето? Така, колку убаво прашање. Од кои све болести ги лечите луѓето? Да. Значи, ние ги лечиме луѓето од малте не сите болести. Значи, почнувајќи од сите внатрешни болести, така наречени, значи на сите органи кои ги имат, но највише на срцето, бидејќи срцето и крвните жили, што излегуваат од срцето, се многу брзо или многу често разболуваат, бидејќи се многу оптеретени. Плюс тоа луѓето прават некои работи додатни, значи не јадат здраво или не јадат така како што треба. Многу мрсно, да кажеме вака поточно, холестерол и слично. И уште пушат и така други работи и тоа сето многу штетно влијае. Така да, ако се разболе срцето, обично се разболуваат и сите други органи и така мораме сите да ги лечиме заедно. Има органи за кои има замена или без кои се може, но без срцето се може ли, доктор? Па без срце не се може и оно е тоа главно што не одржува живот и ни дава и сила и дури викат ни дава и љубов. Јас со вас мислам дека можем да разговарам со недели. Толку многу прашања имаме и јас и супер зведите што сакаме да ги поставиме, но еве сега ќе ви поставиме едно интересно прашање. Дали срцето, кога ќе го отворите пациентот и кога ќе го извадите надвор, дали мрда, дали чука? Да, и ние правиме многу така специфични работи. Значи срцето оно чука и многу мрда и таму тече многу крв низ него.
Значи, тече повеќе од 5 литри крв у минута. И сето тоа треба да се запре. И има многу машини кои треба тоа срце да го испразнат, за да може на него да се оперира. Значи, Дали кога се оперира, оно е мирно, не мрда. И после му направиме нешто окус-покус и после почне пак да мрда. после повторно почнува да мрда? А дали срцето се вади надвор од пациентот, може ли вака? Или ретки случаеви само, инаку се оперира внатре во самото срце или на самото срце. Имаше еден таков случај кај вас кога го извадили срцето надвор? Да, неколку такви, меѓутоа тоа се посебно такви специфични и тешки пациенти кои неопходно е и таква операција да се направи. И задоволни ли сте од технологијата до каде е дојдена сега? Па види, јас сум у таа технологија и за мене тоа е вообичаено, нели? Бидејќи ги пратам сите тие новости, новитети, меѓутоа за да кажам обичен хирург кој не ја работи оваа работа е многу фасцинантно, бидејќи е поврзано со многу додатни апаратури и други техники и технологии. Сакам да прашам дали вие и натаму учите константно за да бидете во текст со сите овие работи, со сите новитети кои што ги има во хирургијата, поготово кардиохирургија. Да, јас учам и ги учам и другите, значи одам и често на предавања во странство и така, кај што ме повикуваат, некои работи да презентирам. Еве сега ќе одам за 2 дена во Загреб, каде што имам едно предавање, каде што сум повикан како да кажам некои работи што ние ги правиме тука, што другите не ги баш така прават. И така има многу и други кои јас нешто слушам и учам и така. Сакам уште еднаш е вака за крај, за сите оние кои што не знаат, да ни кажете директно и најотворено. Убаво ли е да се биде доктор? За мене е најубаво на светот да се биде доктор. Значи нема ништо поубаво. Нема. Кога би се родиле повторно, дали повторно би одбрали истата професија? Апсолутно. Така, за сите оние дечиња кои сакаат да бидат доктори во животот, имате ли нешто да им порачате? Па јас си реков, значи нека си терат, нека си учат, нека си играт, а кога ќе дојдат така малку поголеми, да го учат тоа што највише сакат да го учат. Така, јас ви благодарам, ќе направиме овде уште една кратка пауза, а потоа се враќаме повторно во специјалната болница за хируршки заболувања Филип II. Пауза. Како и во сите места, онаму каде што луѓето сакаат да изразат благодарност, така и овдека во болницата Филип II најдовме сандоче за пофалби и жалби, но тука е и книгата за впечатоци во која што денеска суперзвездите ќе се запишат. 11 години одиме секаде низ Македонија, 11 години никаде не успеавме да најдеме книга. Денеска првата наша книга во овие 11 години кога што постои суперзвезда ја најдовме токму овде во болницата Филип II и ќе оставиме ли една порака? Да. Каква порака? Задоволни сме или не сме? Ќе им изразиме ли на сите овдека голема благодарност за тоа како не примија, како не прошета и за сето она што го направија за нас, за суперзвездите, а и за пациентите од цела Македонија, па и од Балканот кои доаѓаат овдека. Ќе изразиме благодарност? Да! Ајде, 3-4 пишуваме, драги гледачи, вие по нас. Дечки, како си поминавте денеска овде? Супер! Ајде, кој ќе стане доктор кога ќе порасне да видам брзо да крене 2 прста? Значи, кога дојдовме имаше 1, 2, 3, а сега скоро сите сакаат да бидат доктори. Јас ви благодарам, драги гледачи, што денеска бевте со нас. Се надевам дека и вие убаво си поминавте овде во специјалната болница Филип II. Се гледаме за 7 дена од сега повторно во Суперзвезда, а до тогаш бидете живи, здрави, весели, имајте добро здравје. Ве поздравувам јас, вашиот водител Дарко Мјалковски и моите мали пријателчиња од Суперзвезда. Ајде да им пратиме многу бакнежи на нашите драги гледачи и да им кажеме едно големо
Чао, 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 пријатели.